Да, токму така ване до 7 часот според информациите на Центарот за управување со кризи на територијата на државата има 63 активни пожари, од кои 9 се активни, ставени под контрола се 4 пожари, додека еден е локализиран, останатите 49 се изгаснати. За најновите информации за тоа каква е состојбата со пожарите во државата, утрово разговаравме со Стојан Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување, па предлагам во продолжение да ја чуеме неговата изјава. Утрово насекаде е мирно, најголемиот дел од пожарите се целосно изгаснати, имаме неколку под контрола, кои што во овој момент не покажуваат знаци на активно горење, со исклучок на пожарот кај Македонски брод, кој што се уште дава знаци на горење. Во текот на вчерашниот ден имавме 63 пожари на отворен простор, силниот ветер придонесе за брзо ширење на неколку од нив, но нашите индиции се дека дел од овие пожари беа намерно подметнати, бидејќи повеќето започнаа во исто време, особено пожарите во Скопскиот регион, почнувајќи од пожарот кај депонијата во Избегово и сите оние кои што се појавија во околината. Но институциите веднаш започнаа со дејство, ветрот го отежнуваше гаснењето на пожарите, воедно ветрот го отежнуваше и летот на хеликоптерите и ер-тракторот, така што прво нивната прецизност беше намалена на одредени моменти и второ мораше порано да бидат повлечени. Реакцијата на системот беше силна, на пожарите во Скопје действува еден БТР, еден Хермелин и 5 Пинцгауери, додека исто така Пинцгауери действува и во Паланка. Односно, заминаа подоцна откако пожарот ескалираше, затоа што во текот на вчерашниот ден постојано бе во комуникација со градоначалникот на Паланка, но истовремено и председателот на владата Мицковски постојано беше во комуникација со градоначалникот на Паланка. Синоќа, некаде пред 22 часот, изби исто така тежок пожар во близина на Смилковско езеро. Одеднаш се запали едно поголемо подрачје покрај обиколницата и овде исто така имаме индиции дека се работи за подметна пожар, бидејќи е најдена гума која што беше изгорена, но се најдени неколку канти со бензин. Овој пожар беше изгаснат после двочасовна борба со него од страна на припадниците на Скопската противпожарна бригада со поддршка на Хермелинот и БТРот на Дирекцијата за заштита и спасување и 4 Пинцгауери. Утрово е мирно, како што веќе реков, ние сме подготвени за уште еден тежок ден, бидејќи и прогнозите за денес зборуваат дека ќе имаме силен ветер. Ги повикувам сите граѓани кои што ќе забележат било какво сомнително однесување, тоа веднаш да го пријават на бројот 112 во најблиската полициска станица или на било кој друг авторитет кој што ќе ја пренесе оваа информација понатаму, бидејќи нашите индиции се дека некој дел од овие пожари намерно ги подпалува. Ја чувме изјавата на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Ангелов, а утрово, како што најави ти Ване, се наоѓаме во Центарот за прва помош при Црвениот крст на град Скопје. Заедно со нас е доктор Емилија Чутановска. Докторке, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија. Наутро во тек се пожари на повеќе локации ширум државата. Која е првата и најважна интервенција што треба да се направи кон лице што е извлечено од пожар и како да постапиме доколку лицето има изгореници, но е свесно и комуницира? Добро утро до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Спомнавме актуелна е оваа тема во врска со пожарите. Она првото што треба да се направи кога приоѓаме на лице да го извлечиме од местото на незгодата е да размислуваме, да речам со ладна глава, односно да направиме проценка, да го земиме, да го сузбиеме малку здиво дишењето, да го успориме, да размислиме најпрво за нашите опасности на кои што би биле изложени, да му пружиме на лицето. Значи, ние сме најбитните. Доколку лицето во таквата ситуација е соработливо, може да се движи, автоматски, директно да го извлечиме на
да речем на безбедно место, понатаму да се постави, ако за олеснето движење може и во легната положба, како кога спиеме подигнато, да му се хидрираат, да кажам, устните, малку голтка по голтка вода да се дава, да се внимава на очувањето на состојбата на свеста, на дишењето, инаку во однос на овие повреди, како да кажам, ситуации со кои што лицето може да се здобија услови на пожари, тоа може да бидат изгореници нели по телото и нормално преку дишните патишта. Овие се најопасни изгореници кои што се внесуваат преку дишните патишта. Значи изгореници на дишните органи, тие се најопасни, можеби едно 50 до 80% од овие лица што страдаат во пожари, причината е токму вдишувањето на чадот, нели на хемиските токсините, хемиските честици што се ослободуваат при пожарот. Во таквата ситуација, значи мора да внимаваме. Поготово овие, ќе почнам малку со прекудишните патишта, лица кои што се изложени на таквите повреди прекудишни патишта, би ги препознале по тоа што околу носот би имале како сајди, нели црно, очите црвенила, понатаму отежнато дишење, засипнат, отежнато убрзано дишење, гласот може да биде засипнат, нели дури изгубен, понатаму може да има испљувок од устата секрети кои што би биле можеби со некои црни како нити, кончиња, понатаму лицето може да биде конфузно, да изгуби свеста и така натаму, за разлика по овие што се по површињата, по кожата нели на телото, тие изгореници се од 3 степени. Првиот степен е обично црвенило, овие ваквите изгореници од прв степен за 2 до 5 дена обично заздравуваат без никакви ожилци, за разлика од втор степен кои што се карактеристични како меури бликови на површината на кожата, кои што не смее да се боцкаат. Сега доколку тие бликови кај возрастен човек се до 30%, односно изгореници од овој втор степен до 30% опфатени на телото, а кај деца до 15% некако се третираат како да речам некои поизгореници сепак кои што може да доведат до шок и нели да бидат успешно санирани, меѓутоа доколку се надминува на 35% од површината опфатено кај возрастни, кај деца над 15 тешко оди нивната санација и може да бидат со фатален исход. Доктор, ќе кажете ми какви материјали може да се користат при давањето на прва помош и кој е вашиот совет до граѓаните кои помагаат до гаснењето пожари, но и општо до сите граѓани со оглед на тоа што минатата вечер во воздухот се чувствуваше и мирис, меѓутоа и тоа е нели штетно по здравје. Па како што реков, лицата што приоѓаат или се најдат во таква ситуација, да се склонат, да побегнат од таквото место, да го напуштат со покривање на устата, на носот, со некоја крпа, марамче, па макар и мајца, порано ги носевме нели маските, меѓутоа некој пат има ситуации кај кои што нели чадот, огнот е голем и во такви ситуации изложеноста на повреди преку дишните патишта нели е голема. Потребни се нели во такви ситуации посебни маски, пожарникарите имаат соодветна како да кажам опрема, или пак таквото место кога би се напуштало да не биде трчење низ пламено, затоа што тој чад нели се подига во воздухот и така полесно може да ги вдишат тие токсини, за разлика кога би лазеле нели по земја. Значи обавезно заштита пред се, доколку лицето нели се почувствува загрозено во таквата ситуација, некој пат, пошто реков, изгореници, дали прекудишни или нели нормално кожата, да се побара лекарска помош. Во однос на маските? Па во однос на маските, ја би рекла дека воздухот, нели, поготово Скопје, како беше изминатата вечер и предходната, мислам дека треба да се носат превентивно заштита, а во ситуации директно на местото лицата што се изложени обавезно на било кој начин да се заштитат. Доктор, ќе ви благодарам за вашите совети и за гостувањето во Утро во Македонија наутро. Разговаравме со доктор Емилија Чутановска од Центарот за прва помош при Црвениот крст на град Скопје, а Институтот за јавно здравје издаде препораки за тоа како да се заштитат граѓаните што се засегнати од пожарите, па предлагам во продолжение да го чуеме и прилогот на колешката Тања Сарандеска. Лекарите од Институтот за јавно здравје излегоа со препораки за заштита на здравјето на населението од пожар во непосредна близина.
Останете информирани, следете ги известувањата од надлежните служби преку средствата за информирање, радио, телевизија или мобилни апликации. Почитувајте ги сите наредби за евакуација или засолнување. Ограничете го изложувањето на чад, држете ги прозорците и вратите затворени. Исклучете клима уреди и вентилација што внесува надворешен воздух. Засолнете се во безбеден простор. Останете во затворена просторија со што помалку отвори кон надвор. Запечатете ги процепите околу прозорците и вратите со влажни крпи или само леплива лента. Како што се вели во информацијата, треба да се користи соодветна заштитна опрема. Ако морате да излезете, користете маска што филтрира честички, а најефикасна заштита обезбедуваат маски со филтер од типот FFP2, FFP3, N95 или специјални противгасни маски со филтри за органски и неоргански гасови. Ако немате професионална маска, покријте го носот и устата со влажна крпа или пешкир додека се евакуирате. Ова е само привремена и ограничена заштита. Децата, постарите лица, бремените жени и лицата со хронични болести да останат во најзаштитените простории. При појава на симптоми, како отежнато дишење, кашлица, вртоглавица, веднаш побарајте медицинска помош. Подгответе се за евакуација, подгответе торба со најважните документи, лекови, вода, храна и средства за лична заштита. Знајте ги најкратките и најбезбедните патишта за евакуација. Ако треба да се пружа прва помош при изложеност на чад или изгореници, оттаму со совет. Ако некој има симптоми на труење со чад, изнесете го на свеж воздух и побарајте медицинска помош.